Живот без финансиски потешкотии, обезбедување квалитетна храна, годишни одмори, сопствено живеалиште и автомобил. Ова се дел од параметрите за нормален живот или така наречена средна класа. За жал, сето ова може да си го дозволат се помалку семејства на ниво на држава, а особено на сиромашниот исток. Овде живеат малку богати и многу сиромашни. Сега има богати и најсиромасите. Едно време ние беме средна класа, но сега не. Богатите многу се збогатуваат, а сиромаси, и па по него стапу. Тешко. Тешко, само прво и сиромашна класа. Тешко, средната класа замре. Според некои граѓани, ова е резултат на промена на системот. Таков системот дојде. Промена од социализам на капитализам. И сега тие што са капиталисти, тие имат. Тие другите немат. Според истражување и анкети на Македонската платформа за сиромаштија пак, за просечен достоинствен живот на едно домаќинство месечно му се потребни меѓу 35 и 60 илјади денари. Ова се пари кои голем дел од семејствата на истокот месечно ги немаат, зашто во просек платите овде се околу 15 илјади денари. Дополнително, домашниот буџет го олеснуваат и непредвидени трошоци. Не смее да се испушти дека секој поголем социјален ризик, губење на работа, нарушено здравје, неочекуван материјален издаток директно може да влијае врз постојните семејни финансии и семејството лесно да осиромаши доколку не постојат механизми и услуги за поддршка кои граѓаните би ги искористувале во ранливиот период. За жал, тоа е состојба која им се случува на нашите граѓани веќе подолг период и директно го поддржува пропагањето на средната класа. Вели Билјана Дуковска, председател на Македонската платформа против сиромаштија. Инаку, според податоци на Државниот завод за статистика, во 2017 година 69,64% од вкупниот број на вработени имале месечна нето плата пониска од 24.000 денари. 20,94% имале плата меѓу 24 и 35.000 денари, а само 9,41% над 35.000 денари.